Денеска е Велики петок, ден кога верниците ја оплакуваат смртта на Исус Христос. Ден кога тој е осуден и распнат на крст на ридот Голгота и денот кога својата душа ја предал на Бога. Како овој ден го одбележуваат верниците? Денеска е тажен ден. Меѓутоа одбележуваме го, доваѓаме на литургија, палеме си свеки за здравје, остава си исто дарче, а тажен ден не е работен за ништо не. Дали треба нешто да се работи или не? Не, работа не. Оде се на црква за здравје. Денеска си ославаме Разпен петок. Добро. Сега кој како? Вие како? Да си доваѓаме на црквичка, да си запалиме свеќа, да се помолиме на Великден, да ни помогне. Што вели Светото писмо за најтажниот ден во христијанството? Денот на погребението Христово и затоа од сабаре се читаат царските часови, се положува плаштаницата на ковуклијата, каде што верниот народ доаѓа и ја целива плаштаницата, тоест гробот Христов, неговото мртво тело, и се молиме да ни го дарува животот вечен кој ќе следува со неговото воскресение. Вечерта се чита оплакувањето Христово или статиите на Велики петок, каде што во таа служба е поместено оплакувањето на Мајката Божја, на нејзиниот син, доста трогателни и содржени статии за кои народот, присуствувајќи, верувам дека и заедно ќе се и ние со Мајката Божја ќе бидеме во жалост. Потоа плаштаницата се изнесува и се прави опход околу храмот и со тоа завршува вечерната богослужба.